Во годините наназад, односно се до тогаш, додека битолчани не добија вода во своите домови и додека не се зголеми бројот на автомобилите, летото масовно го минуваа крај капениците, наредени едно по друго на реката Драгор, некаде од кај над Црмош до селото Диково. Тие спомени во себе ги носат повозрастните граѓани, а младите само слушале. И со сигурност може да се каже дека денеска ретко кој од нив знае каде, например, биле капениците Киташ, Славија, Топлавода и така натаму. Со цел да ги разбудиме спомените кај постарите, а на младите да им помогнеме да ги осознаат местата каде што нивните родители ги минувале долгите топли лета, ја подготвивме оваа приказна. Водич ќе ни биде еден не многу возрасен граѓанин, но човек кој што за капениците на реката Драгор може да зборува со денови. Се викам Фејас Халид, потекнувам од град Битола, од стара битолска фамилија. Растен сум по близина на реката Драгор, на селбата викана Црмош, со Девејани Маџурмале. За реката Драгор можам да кажам многу убави зборови, поради тоа што детството ми е 100% поминато на оваа река, ми е многу мила река, многу драга. Најубавите денови од моето детство ги поминав овде. Овде во моментот се наоѓаме првата капеца на реката Драгор. Ја викавме Бучало поради тоа што има висока брана и самата вода ствара Бучава и по самата Бучава нарекувавме капенцата Бучало. Ова капенца, повеќето ја користевме сите од овие населби, али постоеше некаква хиерархија и тогаш во капенцата, речеме, ако ја користат девеанчани, не можат да дојдат да се капат, пример, од Арнаузбалци или Парковци или држеа едно нивно и понекогаш доаѓаше и до сукоби без, ако веќе дојдат да се капат без дозвола на девеанчани. Првите зачетоци на моето пливање, првите завесна и ги напел овде во оваа капенца и сум продолжил понатаму со пливачкиот спорт. Сакам да кажам, за тоа време, ние како помали, имавме пример за тоа скокањето, за ластите, за ластата за прелом, кој поубаво скока, имавме своји идоли. Ова капенца и ден денес се користи, пример, некој што не може да си приушти да оди да си плати 120 динари влез во Олимпискиот базен и да и ден денес се користи. Поради тоа што можам да кажам со сигурност, од тоа време и сега, дека водата можам да кажам е почиста. Поради тоа што ја нема тогашната братиндолка, која што во неа од фармата свинипети не во континуитет нон-стоп, него од време на време, поради тоа што немаја базени за сушење на измето од кокошките, како сега што се, таа технологија има поведено во последно време,
не во пострана, него уназад едно 7-8 години, него водата од време на време испушта и ни доаѓаше нечиста вода, али тоа беше тоа и покрај сето тоа пак го користевме и по едно известно време ќе одиме и на тие капенци горе, толку студена ги налекувавме, кај што се спојува Диовската и Братидовската река. Иако беше загадена во моментот ако да дојдеше таа нечистата вода од Црвени петли, се префрлувавме во другата, во Диовската река, тие беа во близина два добри вирои. А тука во испред мене, пред тоа што реката правеше поголемо течение до, многу убаво памтам, до самиот брег од таа страна. И тука се свараше еден уште поубав еден вир голем, негде од тој брег до овој негде 7-8 метра со 10 метра должина и се свараше убав вир. Го користевме и тоа место тука, али за жал не после толку години сум доаѓал и на почетот и се посетувам на тие денови. Реката е деформисана. Го нема на тоа место веќе, али пошто го знам, пошто сум тука порасна, детството ми помина тука, можам да кажам сигурно дека беше тука тој вир, го викавме индијански вир како деца тогаш. Али зачудувачки беше сето тоа што од самата фабрика трикотажа Пелисе Пасуито, овај потек овде, ловевме риби тука. Тоа ни беше јадењето нас. Ние одвај чекавме да дојде летниот распуст како деца. Па со еден збор можам да кажам дека студените денови стварно ги мразам. Зошто ќе речи да ги мразам? Не дека ги мразам, зимата дека ја мразам, и зимата си има свое, убаво, али летото не беше тоа поради тоа што цел ден од Сабајлините, од Сабајле, па до 7-8 навечер бевме на самата река и таа ова река, од самата река се храневме, пример, ги спофатевме кило, 2, 3, таа овдешната риба ја има кркушка и си зачинувавме, си пржевме, си печевме, тука си имавме сите помагала. И ниту имавме потреба да одиме дома да ручаме или трошка, да правиме трошка и дома. Речеме, Битола е позната по добри пливачи, посебно скокачи. И ова мала овде Девејани, јас имав пример еден идол мој кој стварно за жал е покоен човеко. И научив многу работи од него за скокањето, пример за ластата. Се викаше Рушан. Тој од ова дрвото, ова јасиката што е овде, ја правеше најубавата ласта овде во оваа населба. И да речеме, го држевме, го говоравме дека како тој ластата што ја прави во овај дел овде, нема никој ни беше толпа и ние пробавме, али не можевме тоа негото да достигнеме. Ме сваќаш, па со тек на време го достовршивме, ние 3-4 што бевме тука, што се дружевме, го достовршивме, па после го баравме да дојде да не види дали скокаме добро и така. Беше барцата на Чичко Мијел и беше доста строг. Ние како деца
Сакавме да се засладуваме, да имаше добар шпалир на церешни. Сакавме да подхранниме, да влеземе, да земеме од ако му речевме тајничичко мијето, че доста строг, вика, ајде, не сте еден, сте 50, вика, што може, ако ме пуштам сите 50, ми ја соберите цела бавча, али ние пак собиравме храброст и да речеме тој додека одмараше во воденицата, два тројца одеа го пазеа, а тројца или четворица легувавме и тогаш што тој жаргон крадевме од тие неговите церешни, добри церешни, убај големи церешни. Реката Драгор ја осеќам, многу ја осеќам. Знаете, ритмата на реката ја осеќам. Сега се наоѓаме на стариот пат кој што водеше према Капеците. Два патишта водеа према Капеците. Главниот пат Булеваро и овој стариот пат, али населението од левата страна по течението на реката Драгор, од тука фаќајќи Бајро, Тецијата, овај дел го користеа поќе овај земјен пат. Тоа што беше доста поубав, не во смисло поубав, него изобилуваше со сенки и луѓето додека патуваја се насладуваја, имаше црндици, цреши, имаше по самиот пат. Можам да спомнам и за еден шпалир на црндици тогашните каратутки, многу убаво ми текнува. Со самото пешачење луѓето застанува од време на време и од истите собира за во текот на денот да имат со што да се засладуваат. И тука во близина, многу убаво се сеќавам како денес, ова беше едно кладенче и течеше, имаше многу убава студена вода, али за жал со текот на градбата, на градењето на патот горе, можда дојде до само свекнување на истиот. Овде сега, моментално кај што се наоѓаме, го викавме местото Малото Пајтонче. Тука на 35 до 40 метра и браната Пајтонче местото. Обично го користеа постарите еснафи на градот, пензионерите го користеа поќе. Сочинуваше исто еден убав вир таму имаше, али плюс и се градеше и се правеше добра капеца. Сега во моментот овде кај што сме, стоиме на самото место кај што беше Малото Пајтонче, баш стои ден денес е врбата, од кај што имаме искокано како деца го растевме.
Ова малото пајтонче го користеа поќе дечките помлади од дел на децата од овој дел на градот, пример од Мачермале, Арнолд Мале, од Астана го користевме ние, од Девеани Црмост, тука се ладевме. Обично, да речеме, полстат ке седевме на првата капенца, па идевме овде, па одевме големото пајтонче, па Славија, па топла студена, па Киташ, па топла студена, па Бриони, па завршувавме со капенцата во Дихово во Сопот. Беше и ова убаво место за капење, чисто. Како што кажав, претходното бевме малото пајтонче, а сега сме големото пајтонче. Капенцата вика на ова, одсувајќи од Бучало, малото пајтонче, ова е големото, ова е негде четврта капенца од на реката Драгор. Одобично идевме и ние и помладите, али повеќето го користеа постарите пензионерите, да речеме поблиску беше, овде во позадина, овде во преддел када пред мене имаше исто така голема една ливада и овој дел овде. Сега со самото тек на време поминале години, 30-40 години, тогаш и ова го немаше, али самото време, самата природа излизгала земјата и го покрила тоа место. Како што гледам, и ден денес изгледа има премина, не сум дојден и јас на ова место, гледам дека и ден денес капенцата е градена, како истата е како и пред 40 години. Мислам и пред 30 години, како што ја памтам на ера исто и градена и изгледа и ден денес ја користат за капење луѓето од ова населба овде. Стварно и ова беше добра капенца, доста длабока, негде околу 1,60 али беше не многу голема, како сега во моментот како што е видо, беше и тогаш исто тоа се градеше. А таму има една изворска вода многу убава, многу ладна, многу студена вода. Ја користевме за пиење. И ден денес истата се гледам дека течи, дека е и ден денес за пиење може ја користат некој овде што идат преку лето што се капа. Наоѓаме во капенцата Славија. Една од поубаите, подлабоките, убај места за скокање, кои што дечките од Битола, што знае добро да скокат, тука се кажува мајсторите, тоа што има добра висина. Имаше и убава лабина,
самата река се правеше природна длабина, не околу 2 метра имаше длабина. Како што гледаме сега во моментот реката течи испод браната. Во тоа време јас капенцата Славе ја памтам како реката Драгор течеше над браната и ствараше едни многу убави водопади. Реков, спомнав, тука се кажуваше во историјата за скокање како подобри скокачи, што ги памтам, што ми се како идоли, можам да спомнам Павле Змео од Парковци, од кај кинезите. Моментално се уште е жив, баш ми е драго, се гледаме често пати на капенцата горе во Диково и ден денес е добар за неговата возраст. Се уште вештините за скокање, посебно за ластата и затвореното торпедо го користи. Втор добар скокач, ќе го памтам од овде, од ова капенца од Славија, Пашата, го знам по Плекар. Сега се наоѓаме најубавата капенца на реката Драгор, и на Киташ. Славна Киташ, можам да кажам, славна, поради тоа што стварно имаше доглед, убава капенца, длабока, подолга. На ова капенца можам се најубаво да кажам, пошто потекнувам од стара градска фамилија, во муабети што сум ги правил со мојот дедо кој што живееше негови 87-8 години до 90. Ми има раскажувано за ова капенца дека уште за времето на турското време, за времето за Отоманската империја кога биле агите, бегоите, да речеме, што живееле, што престувале во градот Битола, за времето на летниот период, уште тогаш ја користеле ова капенца. Сакам да кажам дека и Славија и другите капенци што ги набројавте се од тоа време, али ова било стварно крало на капенците, на капењето во Битола. Предание има да името Киташ, како го добило. По разговор со мојот дедо, баш еднаш го запрашав, реков, како го добило името Киташ капенцата. Вика, Киташ не е, него потекнува од турскиот збор Ичиташ, кој во превод значи два камења. Де е предание дека ги имало да, во почетокот на капенцата да ги имало, али со тек на време тие камења ги нема. За капенцата Киташ има и друго, не е предание, него ова е точност кој што 50-тите, 52 и 3-та, 4-та да па до 58 и 9-та урието, кога турското население од Битола нагло заминуваше за Стамбол, од носталгија презимината и мињата нема останува истите, али презимината кога веќе се стационираа во тие градови на Турција, од носталгија што ги подсетувало тоа што време тие убави времења поминати тука, до детството, до растење тука, чак го зеле името Киташ и како презиме. Пример, Мустафа Киташ. Има чак
во Бајрампаша 3-4 до 5 фамилии мислам дека и ден денес го користат презимето Киташ како нивно презиме. Исто така и за планината и за Пелистер има фамилии, речиме го зеле Пелистер како презиме, пример Мустафа Пелистер, или за Киташ како што кажам, пример Нафис Пелистер или Феим Пелистер или Феим Киташ или така. Тука во близина на 20 метра од нас исто беа топла и студена. Значи, сакам да кажам дека се спојуваја Братидоската, ја нарекувавме топла вода, и Диоската правеше еден добар вир голем, ја нарекувавме студената вода. На ова место кај што се наоѓам сега, биле базените викани Црвен крст. Јас базените не ги памтам, али покажувањата на постарите, како што раскажуваат дека лево од мене бил големиот базен, а нешто погоре средниот малиот базен. Али биле доста добри базени, одржавани со скокални, со облекувални, со туши, со тушкабини и така. Али со самото градење на Црвен крст базените се намалил интересот за капеците. Ипак пак биле посетувани тие, али некако тоа поради тоа што сега имаше кај помладите да идеа да се поинтересни му беа овие базени овде Црвен крст. Јас базените уште да кажам, не ги памтам големиот празен. Неде бев моја 8-9 годишна возраст, сме играле фудбал надвор како игралиште ни беше. По тоа го памтам само како нефункционален, празен. Друго не можам да кажам за овие базени, поради тоа што не ги памтам кога биле во функција. По прошетката по капениците на реката Драгор, еве и на модерниот олимписки базен во Битола. Во водите на овој базен, својата пливачка кариера, тја започнале многу познати денеска пливачки имиња од Битола, но сигурно и тие дека, особено оние што се малку повозрасни, сигурно дека своите први почетоци ги направиле како и многу други битолчани по капениците на реката Драгор. Јас во капениците на Драгор вие се капевте. Да. Меѓутоа таму немаше можности за одржување на надпревари. Може имаше меѓу себе и така. Да, малски. Немаше многу можности заради тоа што и немаше големи вирови. Да. Таму едноставно се капевме. Кој пак ќе издржи под вода, кој подалеко ќе исплива под вода, тоа беше тоа таму. Кој подобар скок ќе направи, ласта прелом, така. Меѓутоа се надевам и можеби сум и уведен во тоа дека благодарение на секојдневниот престој на капениците на реката Драгор, вие се влюбивте во пливање. Да. Можда едниот поводите што се влюби во понатомошното пливање беа реката Драгор и тие капенци што веќе ги снимавме. Која година почнавте да се занимавате со организирано пливање? Со организирано пливање, Да речам под команда, под раководство на професор покоен Ѓоко Димич, доста добар стратег за овој спорт, за пливањето, доста добар стратег и стварно можам да кажам дека ни не научи да пливаме, стварно тоа како што треба работењето, да речеме правилно дишење, правилно работење на раце, нозе и многу други работи
во врска за пливањето. Ние овој разговор вака во одење би требало да го снимаме со некој атлетичар или спортист. Сега би требало да сме ние некаде во водите на овој базен, меѓутоа времето не ни дозволува, емисијата ја снимаме во есено време, Да. помалку така и облачно, од време на време е подзаврено, независно од тоа ние сепак ќе се обидеме да ве представиме во целото свет. Сега Добро. зборуваме за ФЕАС како пливач организиран. Да. Се сикавате на први почетоци на учество на надпревари, на Првите резултати по-добри. Така, да. Како што спомнав под раководство на професор Ѓоко Димич, првите после тие капенци, првите зачетоци на пливање мои беа негде 600 делење, кога веќе почнав стварно да доаѓам на часови кај професор Ѓоко Димич. Негде од 600 делење и до последното беше 89-та година, 86-та, 7 година кога учествував на Преспанскиот маратон на релацијата од Тешево Крани. Кој малку за маратонот подоцна, сега да се задржим ке малку на ова што вас ви представуваше почеток во организираното пливање. Имаше тогаш и надпревари, републички првенства и така натаму. Да, гостував Ја почнавте како пионер. како пионер во пливачкиот клуб Југ со 3 месечни тренинзи под раководство на професор Ѓоко Димич, со 3 месечни тренинзи за времето на летниот период. И то цел ден на река и после одвај чекав да дојде времето и за на тренинг да дојдам да финализацијата на денот да за крај на денот да го завршиме овде на базен. Со тие тренинзи за 3 месеци ние имавме многу успешни резултати. Чак на отворените базени, ако ви се познати во Струга, тука на две такмичења изгубија и Стружани и Охриджани на штафетата од нас битолчани. Тоа се беше за замислиот. Да, во тоа време. Да, како реки да, со еден базен олимписки, фала на тоа, да, што ги имавме и тој и пак под раководство на професоро Ѓоко Димичи излеговме добри пливачи, не само ние, него и после тоа и пред нас, пример како што испомнав Пашата и ред други X деца што излегоа пливачи од овој базен, и то добро пливачи. Како што спомнав, во Струга имат изгубено на штафета и Стружани и Охриджани, а и на 1500 метра од мене Стружаните губеа секогаш. Оти се бавам со маратонското пливање и 1500 метра не ми се сочинува никаков проблем да ги совладам. Ајде се посетиме на некои имиња што беа со вас во пливањето. Во пливањето таа генерација со нас, со мене, тука баш ќе се потсетат. Бевме екипа во штафетата и јас. Презимината за жал не ми текнува, ден денес живееме, се гледаме низ задо, бев јас, Лупчо и Васко, браќа Горан и Иво и тие двајца. Емица беше кај женските со Рената, жабчето викавме поради тоа што беше мала во раст. Беше Светлана, мислам се викаше Опи, му викавме, и Билјана Дамјановска. Јас сретнав, таа беше веќе пред залезо на пливачката кариера, али доаѓаше на тренизите. Имав некои фотографии, али за жал ги побарав, не можев да ги најдам, стварно ми е жал, што не знам кај ми се клајани тие фотографии, а бевме цела екипа на тој дел на базено сликани со Ѓоко Димич и цела таа екипа. Малку е необично, да речам, сосем очекувано кога ќе стане збор за маратонското пливање. Така? Да спомнуваме имиња од Охрид, од Струга, таму каде што има и услови. Така. Додуше има услови и са, и во Преспа имаме, меѓутоа немаме праспанец, имаме и во Дојран немаме... Да, представник да маратонцели. И Битола даде некој. Да, има да баш многу добро прашање. 85-та, сега да не испани дека јас го скршив мразо, али како дете сум слушал за нашиот сограѓанин Ристо Бибиловски дека бил добар маратонец. Лично баш ми е жал, не го познавам. И сум слушал дека Ристо Бибиловски успеа го исплива релацијата примерно од Тешево до Крани, али тој го пливаше по тешкиот стил. Петерфлај, тогашниот кој до не знам која година беше во такмичењето и на олимпијадите се пливаше помеѓу Петерфлајо и Делфино. Има нека разлика поради тоа што на Делфино има, зависи од капацитетот на пливачот на градите. Капацитетот може да излегва на секое удирање. На Делфино излегва, а на Петерфлајо има 3 троударни завеста и еден удар со нозе. Значи, таа е разликата помеѓу Делфино и Петерфлајо. А Кралос е како машкото пливање, али има многу уште голема доустовршеност за правилниот крал да се плива така
многу. Пример тоа што спомнав, дишење, работа, раце, завесла и окрет на глава и така. Точно ли е тоа што имам јас слушано за вас, дека ти имале голема желба и вие еден ден на Ламанш да се најде? Па таа ми беше како дете, да, точно како дете го спомнуваат тој Ламанш, пример со Атина Бојаджи, со Дики Бојаджи, пример со нашата Нико Нестор, да, али как баш со огледањето и на филмови Исправи се Делфина, знаеш, како дете, и ми влезе некое чувство дека кога би имал услови добри, за година и пол до 2 години добри услови, добри тренинзи под раководство на добри стратези, докторието се разбира дека оди таму цела екипа, али за тоа време обадавме се обративме до Совка на тогашна Југославија во Скопје и ни рекоа дека финансиски сме слаби, вас ви текнал лозика да одите на Ламанш, али пошто сум работник во СВР во службите на полиција, средното школо го завршив во Елисе Поповски Марко во Скопје. Таму тогаш зимскиот базен работеше и не, зимскиот базен не работеше, била некоја поплава и беше расипан зимскиот базен. Али през тој, јас му го наведов тогаш со професор Јуко Димич бевме и до Совка разговаравме со тие челниците. Така, да, дека през тоа мене ми обезбеден во академијата, во школа, само да ми обезбедите зимскиот базен Алумина, тогаш беше во изградба, олимпискиот, а во Карпош ги нема олимписките димензии. Ова е прав олимписки базен, 2550 и 1015. Во Карпош е не е олимписки базен, а ова е олимписки. И му реков барем да ми овозможите базенот да ми биде бесплатен, а смештајот и страната ќе ми удоволат моите од работната организација, од СВР, од МВР, од Министерството за внатрешни работи на Република Македонија, тогашната Југославија. Али пак не најдовме за сходно, баш сега да не бидам скептичен еден баш таму од тие раководители. Бе дете, тебе ти текнало, вика на маратон, ќе си одиш во Англија, таа е голема финансија, вика и тие не можеме да си приуштиме тие финансии, вика. Да, али сакам да се надоврзам на друго, ќе ми извините. За маратонското пливање, јас сум цело лето обично тука. Го врвам летот на базен. И баш ми причина задоволство и ми се враќа сликата, тренинзите кога ги гледам. Добар ентузијаст, да го спомнам, да не забораваме, оти имаме учествувано, заедно сме пливале со Кире Марков, Менди Девитаров, Тони Решњак, Антонио Трпковски, Илија Белџигеровски, професор Јоко Димич. И Томче, професор во Бистрица, само не ми текнува како се презива. На првиот маратон, од Горица 2 се пливаше до Охрид, тој е сега традиционален. Баш дојдоја, ми направија чест. Кој е резултатот? Пливањето што вие го имате постигнато, на кој што се секавате, речем, секојдневно и што не можете да го заборавите? Резултатот, точно времето на штафетата, служаните го ги победивме, не знам кој беше резултатот точно, до секунда, до минута, до стотинка, али тој резултат ќе ми остане во долго сеќавање. Служаните ти да ги победиш, тогаш во тој состав, и охриѓаните, во тој состав баш и ги имав запишано времината кои бевме учесници од битолската екипа, стушката, баш водев некоја евиденција, али за жал со тек на времето сум ги не знам кај ми се стајали и не можам да ги гледам, али прва прилика кога би ги нашол би ти ги доставил. И има еден курозитет, кога и победивме, Ѓоко Димич многу ретко професор легваше во вода, да се капи демек. Тој тренизите ни ги обавуваше и паш понекогаш му велевме, добро бе професор, кога ќе влезеш тебе да те видиме да пливаш? Не сваќате? И тогаш, пошто му се направи кефо, па како што беше во тренинги, како на после ватерполо на преварите кога она обично, па самиот се фрли и му рече баш и Леко Радич присуствуваше таму беше, па Леко рече ме победивме, ние битолчани со еден базен олимписки, вие зерото вие тука до Пираце и не може да не победите. Камо ли вика јас да имам услови еден зимски базен, што тогаш е во тоа време да речеме 70-80-тите години зимскиот базен беше многу недостижен за нас. За жал и ден денес. Многу татковци на градот што дошле градоначалници останува само со тоа дека ќе се напред, дека се турија темелите, дека ќе биди, али еве нека биди од тука еден поздрав до татковците на градот. Што побрзо да го направат тој зимскиот базен, да младината на град Битола да ја трдиме, да му ја привлечиме кон спортот, посебно кон пливањето. Јас, како што ви кажав, гледам преку летото тука има 3 до 4, Кире Марков и ше тројца други дечки идат.
па може да се бедат негде околу 50 до 60 деца. Сакам да се кажам дека има ентузијазам за тоа пливањето. Дали ме сакате? Кога би имало еден зимски базен, кога би се пливало пролет, лето, есен, зима, па тогаш, па да не бидам скептичар голем, па може би издваиле пливачи и со европски, па можда и со светски резултати, како, извинете, како Маленко, Раптис, Наташа Мешковска, ги имаме добри резултати во свето познати. Освен љубов, сака и услови. Да. Што познато прави Да. Господ. Да. Јас, тука сме при крајот на емисијата, сега уште едно прашање имам само. Каква врска има пливањето со вашата денешна професија полицаец? Пливањето, сега ќе ви кажам, има голема врска одржување на кондиционата спрема, пример. Јас не е само со пливање, али пливањето ми е во душата моја, дали ме сваќате. Покрај пливањето сум се бавел и со џудо спорто. Овде ми се за четоците во џудо клуб Пелистер кратко време, поради тоа што потоа заминав на академија, али таму на академија го довршив џудото под раководство на извинете, под раководство на професор познат тогаш во бившите ју простори, кој би го рангирал меѓу 10 професори во академиите на бившата југословенска држава. Брат Љуп Матреничарски, сромичанец, доста добар за самоодбраната, џуџицото и џудото. И имав чест да тренирам и да усовршувам знаење од него да копирам. Второ џудото, трето ми е псесија ми е лово. Не е крупниот лов, него птицата, пернастиот дивеч. Сум опседнат со лово. Тоа и мушичарењето, врличарството кај риболов и се бавам со риболов, планинарење, скиев на академија, дури бев, али скрш пукнатина бевме на едни припреми со посебната единица на Пониква и добив некоја пукотина на гуждо, недобро загран и од тогаш стварно ми е почестрав да застанам на ски, од тогаш не сум пробал. Се надевам дека дојдовме на хубава представа кој сте, што сте вие. Оде сме покрај Олимпискиот басен. Да. Јас ве поздравувам многу. Фала многу.